Вие сте во Венеција. Таму живеете. Да, Венеција. Колку време живеете таму? Од 2002. Од 2002 година, значи сте добро запознаен со ситуациите и приликите таму. Владее некое мнение дека италијанските власти барем на почетокот не го сватија доволно сериозно овој проблем. Можете ли да ни пренесете каква беше сликата во тие моменти? Кога првпат почна да се шири коронавирусот? Па се изгледаше како некоја приказна, како да ти кажам, тоа луѓето што не верува. Мисле дека се лага преку овие социјални мрежи, што се вирус и тоа. Така, значи и луѓето не ја сватиле доволно сериозно ситуацијата. Каква беше пак сликата кога почнаа да се воведуваат мерки? Дали тогаш властите според вас реагираа навремено и дали луѓето тогаш почнаа да ги сваќаат сериозно? Кога почнаа властите да реагираат навремено, мало народот тога свати и се уплаши едноставно, почнаа се кафаните работеа како сега што слушам во Македонија од 6 сабаље до 18 часа попладне. Дали ја имаше онаа традиционална паника па купување работи во супермаркети? Ја имаше тоа, да. Ја имаше. И тоа се појави, меѓутоа тоа претпоставувам барем според податоците што пристигаат од Италија дека практично тоа се случува релативно доцна од аспект на тоа кога веќе почнува да се шири коронавирусот. Да се шири тоа короната, тоа беше многу касно. Луѓето, граѓаните во паника, никој не излегува надвор и тоа. Сега според фотографиите што ни ги испративте, ситуацијата таму, барем во Венеција, делува прилично катаклизмично, празно, без луѓе. Да, сега моментално овие денови се отворени само супермеркатите за прехранбена индустрија и аптеките. Така, а како се спроведува полицискиот час ефективно? Да, се спроведува. И се почитува. Да, слушаме дека болниците се таму преполни. Болниците се тоа вистина, тоа е преполно. Жалосна слика. На вистина, особено за Венеција, град познат по туризам пред се. Да, тука беше прекинат и карневалот во февруари, не се издржа до крај тоа. Сакав да ве прашам уште нешто. Венеција, односно Венето, тој дел таму важи како дел каде има доста македонци. Да, има. Дали имате сознание, дали некој од нив е можеби заболен? Предпоставувам дека имате комуникација со македонците од таму. Па моментално немаме такви информации добиено, само што изслушам од македонските медиуми 20 на 65 години од Лебарскиот крај што беа.